Метрополис, број 1 радиомрежа. Викаат дека со секој паднат лист започнува есента, а ние започнуваме втората сезона, двачата омилена забавна естрадна емисија Ти реков ме рече. Направивме една кратка пауза летово, се одморивме и сега сме свежи, ведри да ја започнеме естрадата, односно да ги чешламе нашите јавни личности. Во секој случај се шегувам. Дали сте спремни за втората сезона, двачата омилена забавна емисија Ти реков ме рече? Мојот прв гостин, кој што верувам дека ќе ве расположува оваа прва епизода од втората сезона да Ти реков ми рече, навистина многу контроверзен лик. Нашиот најпопуларен јутјубер, инфлуенсер, водител, моден критичар, пејач испроба едно време, а ќе видиме денеска дали што ќе биде од тоа, можеби ќе биде некој, например, факбој, еден и единствен Стефан Лазаров. Фала ти на убавата најава, да сме здрав и жив. Како си? Многу сум добар, мислам дека направим ова шоу за гледачите. Тогаш ще чека твоето место. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место, во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Само да ги најавам и да ги поздравам нашите генерални спонзори, односно пријатели на емисијата Ти реков ми рече. All Electric, тоа се голем избор на електрични велосипеди, електрични мотори, електрични тротинети, ги имате само во најдобрите All Electric. Нудат на вистина ефтин и одличен квалитет. Единствен специализиран салон за електрични возила All Electric и се наоѓаат во центарот на Скопје. Ние немаме шпорети, болери и фенови, имаме само ефтини електрични точаци, одлични мотори и најбрзи тротинети. И имаме попуст за крај на сезоната 6 рати без камата во All Electric. Нашите втори спонзори се најслушаното и најдоброто Метрополис радио, кој се наш генерален спонзор, најслушано најурбано радио во целата наша територија и Сиора револуцијата на органската козметика, четвртиот спонзор Стефан Лазаров. Спонзор ли сум на емисија? Па спонзор си бе, нели ме плати? Зашто да те плата? Па дека гостуваш, видиш што сум убав. Така Са е. немам корсет како што имав кај тебе, ама имам нешто вака интересантно. Што е са поентава на руживе? Па ружа, не гледаш овој црвени бермуди, бело сако, па викам ајде вака нешто вака специјално интересно. Знаеш дека ова е мојот стил. Немаш корсет, супер изгледаш денес каде те пофалам. А со корсетот како изгледав? Па така малце поженствен. А сега? Па сега Тогаш имав малце поише шрцевите ти се кратки за мој вкус. Сакото ми се свиѓа, така да ова горе па да ти е некој арт момент. Да, можем така да кажеме. Океј, па добро, корсетот го носев онака, пошто тогаш ме беа поразвиени градиве, сега направив малце пауза со вежбање, па онака да се набијам. Узираш ли лето? Паузирав, некако ме мрзеше, не знам зошто. И јас да ти кажам, ја па се малце се здебелив. Добро, ти сега отвараш неколку бизниси, не можеш сега да постигнеш. Стари живи работим. Како се нема видено точно 3 месеци. Точно. Супер сум да ти кажам искрено, Чим си супер да наздравиме. да кажеме дека не е алкохолова. Не е алкохол, се работи за енергетски пијалок. Така е, иако јас си пијам алкохол во емисии, воопшто не ми е проблем. Добар ли сум тука? Одличен си. Поздрав и до вашата режија, во секој случај, многу битен дел од секоја емисија. Апсолутно, Да апсолутно. не се тие нема да има- Одлична нема да има продукција, емисија. одлична продукција, браво. До целата наша екипа. Инаку супер сум, фала ти на прашање, во секој случај многу убаво ми почна новава сезона, да ја кажеме, после свадбата. Сите коцки ми се местат, подкастот и мојот Лазаров подкаст и без лимит е најгледаното нешто во држава. Супер бројки, се како што треба. Браво. Па сега готово, сега ти веќе не си во нашиот клуб Нерген и сега се ожени Сложени. пред 3 месеца. А што сакаш да ми покажеш? Бурмата. Бурмата. Добро, ја мислам нешто друго. Добро. Не е бетално драго. Како е во брак? По види, со оглед на тоа дека се уште не живееме заедно, чекам станот кој што го купив ми е во градба. Во брак сте, не живеете Не заедно. живееме заедно. Прва брачна ноќ завршивте или не? Ја не гледам на таа работа така. Па нели си Прва брачна ноќ традиционален тип? Традиционално е нели првата брачна ноќ да легнеш заедно со жената? Легнал јас сам, не мора да биде во нашиот дом. Добро. Си ја поминавме заедно, потоа отидовме на одмор. Апсолутно сум традиционален тип. Кај бевте на одмор? Бевме во Кипар на еден месец. Браво. За жал не ни се погоди нешто Времето? многу искуствено, бидејќи мајка ми тој период беше во болница. И така малце без вези испадна се, меѓутоа ете
знаеш како викаат луѓето, може да имаш лошо искуство во даден момент, меѓутоа ако си со правилен човек, тоа искуство ќе го поправиш. Апсолутно си во права. Како ви течеше медениот месец? Можеме така да го кажеме или одмор? Да, види, како што кажав, бевме во Кипар, стварно и убав хотел и бевме преку одлична JK Travel, ако не е проблем да ги спомнам. Не е проблем. И тоа да им се заблагодарам за целиот тој третман, баш се чувствувавме посебно и направија се за да е како што треба, меѓутоа мајка ми имаше проблем со срцето, баш во тој момент ставаше стент. Сега е подобро? До овие денови ја ставаш и на ногата, мислам подобре, фала му на Господа. Не Тоа е почнуваме најбитно сега да е со жива и тажни- здрава, да. со окей, тажни окей. теми. Како и да е, беше убав Кипар, е стварно убав да се посети и верувам дека во малку пубај време ќе ги споменеме пубаво. Апсолутно си во право. Многу сум среќен искрено за твојот брак, затоа што имав прилика да ја запознам на еден виртуелен начин твојата сопруга Марта, една многу прекрасна личност и сакам да ја поздравам во оваа прилика. Океј, тогаш сега ти си оженет. Дали помагаш? Ајде не живеете заедно, ама вака кога имате прилика, дали помагаш во домаќинството? Тоа ме интересира. Види се. Миеш судови, она, знаеш, Бидам чистиш. искрен без проблем. Ја на пример се убивам од работа, јас денот ми започна во 9 са бајле, се враќам во 9 вечер, што значи дека не помагам. Во ситуацијава татко ми, мајка ми се тие се уште со кои што живеам, тие повеќе се грижат околу домашни воврски. Меѓутоа, еве кога ќе дое моментот кога ќе имаме стан, кога ќе живееме заедно со Марта, апсолутно ќе помагам Браво. колку што е можно. Јас се трудам максимално и таа да работи, и јас да работам и кога ќе дое ден, ја верувам дека тоа нема да биде никаков проблем затоа што сепак ќе биде наш дом и ќе ни биде и кејф. Океј, сега вака, јас зборев со Марта, како што кажав, имав една прилика со неја да разборам и ја прашав неколку прашања, поврзани за вас двајца, па да видиме колку вие двајца заедно се познавате. Дали може на прва рубрика колку се познаваа Стефан Лазаров и Марта Лазарова? Лазарова. Одлично, значи си го зема твоето. Прв пат некој да ја каже Да, така, да знам. да. Добро. Частиш после. Важи. Ајде вака. Кога прв пат искочивте? Кога прв пат се запознавте со Марта? Епа, 7 години сме, колку има, значи околу... Не, кој датум ме интересира? Стриктно. Кој датум? Чекај мате сега, околу септември ние... Јас знам. Септември 12 започнавме, значи ние излегавме на 9 септември. Не е точно, пеп! 8. Не, 10 септември сте искочиле добро, прв еден пат. ден, гудна. Не, еден ден, многу значи. Тука сме негде. Океј. Вака ме интересира за првиот месец од врската. Што и подари ти на Марта? Дали се сеќаваш? Леле, Марта... Мече. И таква сликовница. Не е точно. Албум. За прв месец ми подари кутија, цитира Марта кој ми го напишува, добро. кутија со чоколада и писменца за секогаш кога ќе бидам тажна да си прочитам по едно писменце со чоколадце за да се расположам и смајли ми стајла. Машмело беа, многу беше интересно. Да, гледаш романтичен тип, што Да, бе, па рако хороскоп, ние сме такви. Такви беа, на пример, немој да се нервираш, многу си убава. Пример, не знам, таков тип на пораки, Да, секојаш браво. кој стварно го правеше тоа, Браво. после тоа. Значи 2-0 спогоди. Да. Сега да видиме, може тука ќе изначиме нешто ќе направиме. Дали знаеш која е омилената песта на Марта? Кафана е моја судбина. Не знам стварно. Омилената песта на Марта дефинитивно не е од Тома Здравковиќ, туку е од пејачот Стефан Лазаров, односно ти. Добро, ти. Па ја Милена? Да. Како можеш тоа да не го знаеш? Бе, не ја сакам, а не се прави дека ја Милена. Па дома нели да слушаш што пееш? Слушаме многу, ја слушаме и кога сме били умрли, имаме слушано, повторувано, она јас сум викал дај не замаре со мојава песна. Не, Тебе ти е многу незгодно. Ја искрено моите песни не сакам да ги Те слушаме во разбирам, друштво. така сите прават. Да. Глупаво ми е, што знам Да. и така. Што е Марта во хороскоп? Риба. Риба. Добро, а Вајда што е во него- подзнак? вајда него Добро. поднева. А што е во подзнак? Не знам. Добро бе. 7 години сте заедно. Јас знам поише од тебе. не говори. Шкорпија. Не знам, стварно не знам. Што Марта најмногу ја прави среќна, а што тажна? Па најмногу ја прават среќна, ова како на факултет, брат, кога ќе ми дадат се испити, размислам што Да, ќе- само немаш такви да бираш. Многу е глупо да кажам дека јас ја правам стрекна, меѓутоа ја прават мачки стрекна, ја прават фамилијата стрекна, ја прави успехот. Види, Марта ми даде некој дипломатски одговор овде. Вака вика Марта, цитирам: "Среќна ме прави кога го правам тоа што го сакам, ме радува кога најблиските околу мене се среќни." Да, добро, тука беше одговорот, Да, блиските. а тажна што ја прави? Тажна ја прави кога пак дипломатски одговор ти има дадено, сигурно. Да. Па кога блиските околу незе не се стрекне. Тажна реткост. Управо е. Да. Браво. Секојаш А да ти е Марта, така и да продолжиш.
Како партнер, каков на пример ја прашав каков е Стефан. Дали знаеш што има да говори Марта? Емотивен, грижлив и постојано сум чекај. Сите ги сгрешава го погледа, апсолутно си во право, како партнер Стефан е најдобар, секогаш се грижи, ме поддржува се што и да сакам да направам. Во заграда нормално ако смета дека тоа е окей, знам дека секогаш можам да сметам на него на него. Добро, да. Така, не, види. Од почетокот и таква врска градам, кога веќе станав. И не ти се љути за ништо. Ги спомнавме традиционалните вредности, например, јас многу верувам во тоа дека како партнери треба да се поддржуваме. Апсолутно. Кога таа има момент да не јоди во нешто, јас сум партнер и треба да ја помогнам за да јоди подобро, исто и на мене. Апсолутно си во право. Еден аплауз. Браво. Фала. Што да ти кажам, не знам, фудбал играв до својата 5-16. Каде играше фудбал? Почнав во Вардар на 7 годишна возраст, ќе ги спомнам Чунга и Слободно. и Дарко Тодоровски, Раптап сам. Добро го знаеме, да. Раптап и Чунга се за тие што знаат спорт многу големи имиња. Почнав во Вардар, меѓутоа тогаш имаше една претумбација од тренерите во работнички, па јас се префрлив во работнички и ги поминав сите младенски категории од пионери до кадети до младинци. Па имаше една година и Б лига се формираше, бев капитен на таа екипа, па стигнав и до првиот тим. Браво. Мрме ми беше тренер кој што ја направи, кој што го направи најголемиот успех во нашата репрезентација, историски успех и за жал се повредив во таква ситуација. Каде, што повреди? Јас коленото ми е повредено, класична приказна да не беше коленото кога играв во Реал Мадрид. Чашката ти излезе? Не, јас имав удар на 13 годишна возраст, да кажеме, на еден турнир во Охрид и фактички тогаш мене ми се подскршнало нешто од коската. И ми се оштетила малку раскавицата. Раскавицата, доколку не ја санираш на време, може да ти се оштети целосно. Апсолутно. Да, и додав до ситуација кога мене коската ми беше како 3/4 гниено јаболко, а раскавицата како и да ја немам. Да. И фактички коска од тие моменти, голема удира. болка, да, тогаш ми беше кажано дека морам да престанам бидејќи може да дојде многу посериозен проблем. Тогаш решението беше да се пресади раскавица, која што беше многу скапа операција, не можевме да се дозволиме и едноставно решив дека попаметно да баталам. Тоа беше сепак фудбалот во твоето рано детство, твоја голема желба. Дали мислиш дека секој треба да се откажува од своите желби со ништо? Апсолутно не. Ти си уште млад, можеш и сега да играш. Види, не. Знаеш како, можам да играм, ама јас па веќе сметам дека едно е желба и детски години, а друго е овие години кога веќе треба човек да се реализира. Апсолутно, и треба да, човек ама да биде и малку може не реален. ти била толку голема таа желба. Не, најголема на целта. Да. Меѓутоа јас бев хендикепиран едноставно. Да. Разбираш? Не сум можел да продолжам да го правам тоа. Сега бито си подобар. Здрави живи, јас искрено ќе ти кажам дека и можеби сум малку и среќен што ми се случи тоа. Да? Па види, јас на 17 години бев можеби најдобар на својата позиција во цела Македонија и ми се Ој, све најдобар, еј. Па, И уште упења да си најдобар? од тие што игравме, можеш да прашаш, ќе ти го кажам. Не, окей, ти Таа верувам. генерација. И ми се предскажуваше убава иднина, меѓутоа во фудбалот една сезона значи многу и јас си викам што ако последната сезона ми падне формат, едноставно ми отиде кариерата во друг правец. Тоа поврат се случи на 13 години, како На што 15 годишна да. возраст се врати. Пубертетски години се тие, знаеш како сите на пубертетски години после тоа немаш. Извини, на 16. А на 16, добро, веќе си влегол во центарот на пубертетот. Седнуваш дома, се снимаш, играш игрици, Minecraft, GTA 5 и викаш кој бе вика ово што ми се појавува на телевизија, го навредуваш Сергеј Варошле, односно снимаш едно видео и карактеристично е тоа што викаш дека жолтата боја е, да ми простите на израз, педерска боја. Така. Дали мислиш дека жолтата боја е педерска боја? Сега ќе ти кажам, тоа видео го направив во момент кога немаш толку искуство, млад си, понесен си од моментот, другарите пози тебе ти мафта. Не ми беше моментот да кажам дека е педерска боја, туку ми беше моментот да направам некаква си интересна заебанција на негова сметка. Зошто? А, Зошто? Па види, мене ми беше многу интересно и смешно тоа што ги коментираше девојките. Сваќаш? И јас сакав да направам. Ти го правдуваше тоа или не го правдуваш? Не го оправдам од аспект на претеризам, меѓутоа друг аспект кога е конструктивна критика и прави шоу бизнес, зашто да не? Да ти докажам, ја во тој момент толку ми било можноста и образованието, ќе кажам. Толку сум знал да се изразам. Ме сваќаш? Што заврши средно? На физкултурно. Аха, Јас никогаш немав допир со камери, со јавен свет. да. И буквално дете Читаше од мало- книги во тие години? Не сум читал многу книги, повеќе растам со тоа што се информирам секојдневно со разни статии, моментално гледам разни подкасти, а и сум имал 19 години, на 19 19. години
не можеш да бидеш толку елоквентен и образован за да можеш да изнесеш правилно за сега да кажам и да се гордеам на тоа. Меѓутоа, види, Се срамиш ли сега од тоа? апсолутно не. Зошто би се срамел, тоа помина одлично, публиката го прифати се. Да, ма сепак го навредуваше Види, Сергеј. ти ја кажуваш сега таа секвенца, јас ќе ти кажам дека направив видео од 100.000 прегледи, во вистински момент кој што ми направи сега кариера, мене тоа ми започна се. Луѓе, на пример, во твојава ситуација би дале све за да може да ги примети сега цела држава. Не би направил за такво нешто, за да навредувам човек за своја популарност, не. Јас не навредувам човек. Сепак рече беше жолтата боја е пародија. педерска, зар мајка ти не те научи дека жолтата боја е педерска? Нели сега Нека биде. сепак ге луѓето не ги сматраме и не ги сметаме во тој Абе ти викам тоа било пред 7 години. Добра, значи Работите- луди години сепак се кажеш. Работите се промениле, ниедна боја не е педерска. И ти кажам на таков начин јас сега не би се изразил, ама тоа се некои млади години, сакаш да ми за зло, сакаш не. И ти си млад и ти правиш грешки, секој од нас прави грешки, поентата е да еволуираме растеме. Добре, а на 19 години влегов да работам во национален медиум. Како што влезе ти на 20, ако не се лажам, кога Сергеј Варошлија те прими на двобој, во неговата емисија, ако не се лажам. Прими Сергеј Варошлија, Сергеј Варошлија. Не, те покани, Ме на покани. Да, тоа би се да го кажам. Те покани на двобој. Да. И сега вие направивте на вистина интересна емисија. И како сега ти да тоа ги интересира? Како влезе сега ти да работиш утре дента што се вика во еден ТВ? Па ете некој приметил дека ме била. Кој? Бојан Јовановски. Собственикот тогаш. Ги 13 човекот кој што разбира многу што е шоу бизнес, он тогаш ме повика, ми рече дека видел нешто во мене што го има. Он знаеше во тој момент кои се моите фалинки, речник, информираност, брзоплетост, незрелост, што на 20 години, 19 е нормално. Меѓутоа виде потенцијал кој што е денеска се гледа како правилен негов избор. Он тогаш формираше екипа за ексклузив, него му фалеше млада крв, односно нов водител, и ми кажа ако се покажеш сега доле и се допаднеш на публиката, ќе те вработиме. Така да јас бев таа емисија супер. И те вработи? Зимаше платата и света? Апсолутно да. Добро. Сега некој вика дека преку ургенции си влегол, дека некој ти платил за да влезеш во таа телевизија, тоа го демантираш. Ти веруваш во тоа? Јас секојаш го почитувам гостинот. Така да Тебе- ти верувам на тебе. Како може да платам за да влезам во телевизија која што е вака? Кажувам што зборат луѓето. Си правиме муабет, ако луѓето нека зборат и цел живот ќе зборат. Ова ти е како фудбалски тим, десен бек си, така? И сега татко ти плати да играш. Првата утакмица ќе дадат 5 Ако не те гола бива. од твојата страна и тоа е тоа. Јас потоа го водев. Телевизијата значи не се распадна ради Стефан, мораме да кажеме, се распадна од други причини. Така ли? Така да. Да. Океј, сега, ме интересира вака ќе те прашам, кој е сега твоето размислување за Сергеј Варошлија? Што мислиш за него? Каков човек е сега Сергеј од овој агол ако гледаш? Веќе си Сергеј? возрастен, женет. Сергеј исклучително паметен човек. Одличен во работата што ја работи. Апсолутно беше контроверзно тоа што го правеше тој. Јас не дека го оправдам, меѓутоа не е дека не го оправдам. Имаше моменти во кои што не ми се допаѓаше, имаше моменти во кои што ми се допаѓаше, на пример кога го правеше тоа да ја освести, да го освести народот од аспект на модни катастрофи. Не ми се допаѓаше во моменти кога делуваше на булинг. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мотоопрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Продолжуваме понатаму со твојот живот, вака хронолошки. Сега, Алфа од секојаш важела за традиционално онака конзервативна телевизија во која не можеш да водиш емисија или да бидеш вработен ако немаш диплома новинарска. Сега ти влагаш без новинарска диплома. Кај ти се работи, не разбирам само. Код кај емисија? Ево, од кај знаеш ти дали не можеш со диплома или без диплома? Имам луѓе кои што ги прашав кои работат во Алфа и ми кажаа дека сите имаат углавном диплома и сега ти влагаш и работиш. Така. Како влезе? Мене Те повика се или? затвори еден ТВ и тоа беше јули месец и ја имав 2-3 месеци кај што бев на работа. Во Македонија. Што правеше тој период ме Во интересира? Македонија, да ти Да, окей. може. Во Македонија е општо познато дека има недостиг на машки водители. Едноставно Да. нема, поготово за утрински емисии, за шоу бизнес емисии.
И во таа ситуација они мислам дека тогаш го повикаа Ване Марковски со кој што не се договорија и мене тогаш Анкица работеше и беше програмски директор. Едно утро ја бев невработен тие 2-3 месеци, почнав музика да снимам. Едно утро ми се јави Стефан, шо преш како си сакаш да дојдеш на информативен разговор во Алфа телевизија, ни се ослободи позиција во утринска програма. Јас во првиот момент одговорив веднаш позитивно дека ќе се видам. Размислував дома дали сакам и во тој момент требаше да одлучам дали ќе си седам дома или ќе зијам плата и ќе живеам, Да. па кога тогаш ќе си тој момент да го правам тоа што сакам. Ја на утринска не сум сакал да работам, затоа што концептот е поинаков од тоа ја што го правам. И тоа И е тоа. полошо тоа нема, да си несреќен. Така ли е? Да си несреќен и неисполнет. Сега, колку ти помогнаат сите тие телевизиски твои појавувања во твоите емисии, односно во емисии во кои си работел, за да станеш најпознат јутјубер? Сепак мораш да признаеш дека многу е потечок патот, на пример, сега зимаш, организираш камери и екипа. Ја не се чувствам кој јутјубер, само што мојата емисија емитувам на YouTube. И сега многу е потешко од почеток да почнеш, нели? Или па да те воздигне некоја телевизија. Па види, мене не ме воздигна телевизија во ниту еден аспект, освен во искуство. Добро. Јас Ама сепак народот те запозна. Народот ме запозна, меѓутоа младата публика не ме запозна. Онаа публика која што ја добив на почетокот. Значи, факт е дека јас имав убав почеток, а меѓутоа да не бев добар во тоа што го правам, ти можеш да имаш почеток и да завршиш веднаш. Јас почнав сам, се што направив беше заедно со Дарко Јованов, се ќе го спомнам, со едно камерче GoPro почнавме. Односно Никола Наумовски Дарко има ќе го- учествувано во мојата емисија една. Првично накратко. Никола Наумовски ќе го спомнам, тој му е мислам дека и кум на Таско. Со него започнавме така амбициозно. Види, јас почнав без денар. Значи, ако веќе правиме муабет Сите починаме без денар. И секој пат е тежок. Така е, така е. Јас почнав во момент кога YouTube одеше надоле. Значи, веќе Джипи престана да снима. снимаше тој се уште, меѓутоа сите останати јутубери се повлекоа и во тоа момент беше многу тешко да се креира. Денеска, на пример, уште потешко, бидејќи останавме само јас и Мандар како јутубери кои што функционираат, ако можеш да ме наречеш и јутубер. Али, почнав со една камера, сега имам цело студио, ми се промени животот, направив резултати кои што не знам кој друг ќе ги направи у блиска иднина. Во едно твое интервју имаш кажано дека идол ти е Бака Праса. Не. Имаш кажано така? Никош не сум кажал дека ми идол Бака Прасе, сум кажал дека го почитувам во одредени сегменти. Добро, така има напишано еден наш портал дека идол ти е Нема да Бака. веруваш на сите портали. Така напишале. Океј. Значи и Бака Праса не ти е идол. Апсолутно не. А сакаш ли да бидеш како него, бе, затоа што навистина можам да приметам не само јас, туку и целата наша публика дека имате многу сличности. Тој има се девојка снимат различни, онака можем да кажеме некој вид да зебанци, испредање, ја зафркава својата девојка, па и ти со сега ајде твојата жена Марта. И двајцата снимате во кола со јавни личности, тој српски звезди, ти македонски звезди. Имате некои сличности, па ја би се осмелила да те прашам, го копираш ли Бака Праса? Гледаш ли други јутубери ти? Ретко, ама гледам. Тоа е поентата. Од Србија ретко. Значи има многу јутубери кои што снимаат, Јанко снима со Ања. Никој Добро, не копира. приметувам сличности помеѓу тебе и Бака Праса, затоа те Можеби, прашам. Јас не велам не. Или па може тој те копира тебе. Не. Секој од нас јутуберите прати што е тренд во целиот свет. Тоа за кола што велиш, јас тој концепт не го копирам Бака Прасе, јас се инспирирам од Джеймс Корден, кој што Добро. го прави тоа веќе изминати неколку години. Ти можеш да кажеш дека и мислам неки GP имаше снимено кај нас. Тој концепт Carpool Karaoke по тој жар еден го направи. Значи не е Бака Прасе човекот кој што му текнал дека ќе правам топла вода во денешно време, не можеш да измислиш. Така Мене јас ќе кажам за Бака Прасе дека е одличен бизнисмен. Меѓутоа во последно време мене не ми се допаѓа тоа што прави со коцката, не да морализирам дали е добро коцка или не е добро коцка, туку Па и сметам ти дека имаш коцкарница спонзор емисија. Затоа не морализирам, значи јас сметам дека е окей на да свати човек дека не треба да се коцка, туку треба да се забавува. Има многу голема разлика. Дали мислиш дека коцката е забава? Само да се докажам. Ако? Бака Прасе во моментов го прави тоа што е за него комфорт зона, а толку многу ги постави стандардите да можеше да инвестира веќе и да постави не сосема нови стандарди кои што ќе го доближат и до повозрасната публика. Така да затоа не може да ми биде мене идол, меѓутоа да го почитам во тој сегмент. Имаш ли идол? Имам да. Игор Джамбазов. Игор Джамбазов. Игор Джамбазов. Уште не прифати да ти гостува? Ќе гостувам. Ќе гостува. Добро. Се надеваме дека до 2025 ќе прифати. А чекај, од кај знаеш дека не прифатил? Кај мене кажа ти. Кај мене кажа кога ти гостував Јас сум јас. кажал не прифатил, туку Се уште не си можел да го договориш, да. Океј. Мораш да ми одговориш на следното прашање. Дали мислиш дека коцката е Ништо не се забава? мора. Добро, Али, мора да. да се умре. Вака ќе ти го одговорам на тоа. Ајде. Да кажеме кафана. Добро. Така.
Сега ти во таа кафана, дали денеска можеш да испиеш 2 флаши виски? Не може. И како не можеш? Немам толков капацитет. Можам пола флаша. Добре, пола во твоја Да. ситуација. И да си го оштетиш бубрегот, Желудникот, така. Така. Или можеш да влезеш во кафана, да си испиеш една чаша, да се забаваш со пријатели. Така. да. Дали кафаната ти е криво во тој момент или ти го правиш својот избор? Метафорички сакаш да ги Ти компарираш. си го споредам со казино, на пример. Компарацијата помеѓу кафана и казино е слична, но глеј. Знаеш како Не зборам дали е слично. Во казино исто можеш да влезеш до 100.000 100 денари и 100. или 100, 500 колку и да е во Да. твојот одреден буџет, да се забаваш и да излезеш. Не ти е никој крив тоа што ти одиш таму и правиш лоша постапка за својот живот. Ти си сам крив. И не можеш да го обвиниш Давид, Стефан, Петко и Јанко. Да, Разбираш? ама кога седнеш во кафана, на пример, сите знаеме дека алкохолот прави завистост, како и коцката, тоа се пороци. Ако се напиеш една чаша ракија, може да те тера на втора, на трета и на цела флаша. да, исто, Така и со коцката, нели таа прави завистост, ставаш тотка, добивам 200, еј можем 300, можем 400 и губиш јадарка. Па затоа ти викам, секој од нас треба да биде свесен за своите постапки, не да открива било кој друг. Ама мора да дараме апел дека младите луѓе до 18 години не треба да одат во Не казино. апел, не смеат да дадат. И не смеат. До 18 Сепак ги примат, ама не смеат. Не смеат да додат, не е добро. И пак ќе кажам, иако Divian се наши спонзори, јас никогаш нема да кажам дека коцката е добро нешто. Тоа ми се Ако свија. се свати како забава, Браво за Стефан! ако се свати како забава, тогаш да. Јас апсолутно сум се забавувал и знам во одредена, пример во Америка и во други држави, коцката ја разбира точно како забава. Има пензионери кои што одат, се забавуваат и си одат. Тоа е поентата на тоа. Колку имаш најмногу изгубено на коцка? Не повеќе од 3000 денари. А добиено? Па не повеќе од 15.000. Па тоа е многу бе. Се случило на тија, како се не, викаат, како апарати? како помал еве на досмезе, сум легал рулетки играме. И ке она. и после со тие 15 денари си купуваш саат, одиш, јадеш, пиеш, купуваш за дома еклери и тоа е тоа. И тоа е поентата. Навлезеш ли ти во Те прашале ли твојот, кај имаш толку пари да купуваш вакви работи? Што се пари да им купиш дома еклери? Не, саат, од каде ти саат, дете Тоа си е саат сепак. 3000 денари, 20 години сум работел, не е дека. Да, добро, ама сепак си искоцкал да си добил пари, ама имаш изгубено 3000 евра. Сум се... А 3000 денари рече имаш изгубено. А, добро. Еј, кога спомнавме бака праси целиот тој концепт за и сепак и твој концепт за возење во кола и тако вид на формат на шоу, морам да те прашам, ајде сега ти имаш ова кола, да се пофалиш, ајде, уште едначка нека ти е со Да среќа. испив со вода еве, да. Со вода не е сепак Да си страшно. здрав и живи и да Фала си ти. купиш пугало во живот. Фала ти. Ти се свиѓа ли колата? Убаво ли се вози? Многу е убава. Бојата ми се свиѓа многу мене. Плава. Убава металик плава боја. Да. Мерцедес. Остварување на детскиот сон, потврда за тоа колку многу работам и многу голема благодарност до луѓето што ме поддржуваат и без нив тоа не би можело да Колку ли биде имаш остварено. сега дома? Па моментално имаме 3 коли плюс аудито 4 која што ќе Уј, како да си собственик на алколит, човече. двете коли кои што ги имаме други се во вредност од 6000 евра двете, така да не е нешто спектакуларно. Аудито е го спремам за giveaway која што ќе го дадам за 10 дена и тоа е тоа. Од каде имаш толку пари? Се заработува ли од YouTube? Колку пари? Па добро, 4 коли рече, ова е Ти кажам, едната е Citroen 98 година, која што е моја прва кола на татко ми се уште имаме не вреди повеќе од 1000 евра, Фордот 5000 евра што му го купив и сега си купив Мерцедес. Па тоа ти зборам, ти купуваш коли, од каде имаш толку пари? Се заработува ли од YouTube? Имам јас многу пари. Па добро, Не се заработува. не се заработува. Не. Слава е. Работиме, бе. Се трудиме, важно. Прашањево не знам како ти го Се одговорам. трудиме, па Од добро, каде имаш сепак то- толку од каде пари, имаш толку кола, пари? 3 коли ти го купуваш од коти, затоа те прашувам. Работиме, успеваме, се трудиме. Занимаваш се со други работи на страна или не? Го започнуваме новиот бренд Мистер Олимпија, го донесовме во Со Македонија. Тоше, поздрав до нашиот другар Тоше Тоше. Зофиров, земаве франшиза, други работи не. Никогаш во животот не си се занимавал со црни работи? Не. Не. Никога од детство? Да не имаш сега некоја информација. Не. И да имам информација за разлика од тебе, јас такво нешто, секогаш ги почитувам гостите, ми се на првен план. Метрополис, број 1 радиомрежа. Имаш пробано, народски кажано, скопски, ние сме скопски фраери, джоинт, Да, марихуана. имам, не ми... Пречи да го кажеш тоа? Зашто да пречи? Марихуаната според мене не треба да биде табу тема. Има луѓе кои што тоа го Сепак е взимаат. нелегализирана во Македонија. Апсолутно треба да се легализира и тоа е мој мислење. Зошто? Економијата ќе расте, ќе биде точно
распоредени тие места каде што ќе може да се користи и нема да треба луѓето да се кријат кога го прават тоа. Јас велам за марихуаната дека е најстрашна кога почнеш да конзумираш премногу, затоа што те оттупува, те прави помрзлив, те прави неамбициозен, меѓутоа е добро за луѓе кои што имаат проблеми здравствени и луѓе кои што ја користат за забава. Јас лично не можам да ја користам затоа што секогаш ќе се собереме во друштво, не знам, 3 пеца ќе земам и паѓам во несвест и мене тоа не ми Уште си зимаш онака? не. Мислам уште си зимаш. Не Конзумираш Не сум зимал, ретко. Јас никогаш, мене ми се случило многу ретко, ќе седим Да, и да. некој. Најчесто одбивам затоа што станам недружелјуби. Како е договорите од Дора Джахверовиќ? Ти помогна ли, например, некој газда, например, овие дискава што се кај нас актуелни Ти да? од тој аспект прашуваш, само за незе се случи, она имаше концерт, нели? Да. Во Скопје. Настап И концерт. Зоки беше, не јас, Зоки поиша да договори. Зоки беше во комуникација со еден од дечките што го организираше концертот. Таа спиеше во Микаса, така се договорија и ние во Микаса направивме студио. И саат време пред концертот се симна доле. Значи- А инаку тие српски звезди кога сум ги договарал на Карбул Кароке во Белград, ми помагале луѓе од Македонија, пријатели од тој аспект. Да, Значи сепак е некој ти преска ти помага. го, да, тоа сам мислев да немам уредник директор. Не, Мислев, окей, се разбираме. Сепак пријатели, газди на Види, предпоставам хотели. дека, знаеш како оди тоа, ти сакаш да го повикаш, да кажеме, Таско, не го познаваш, ама ме познаваш мене, па ми викаш, можеш ли да го чуеш. Така нормално тоа функционира така, доколку не го познам човекот, преку некого да го добијам. Го споменавме Зоки, но мислам дека е време да збориме за Зоки малце подоцна. Сега е време за еден краток блок на реклами. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Стефан, се враќаме назад, се надевам дека не си нервозен, некако ми доделуваш така малце нервозно. Јас? Не. Да, опуштен си. Еве, лаво си правам. Добро е, окей. Го спомнавме Зоки дека ти помогна нели за тој цел процес за Теодора Джахверовиќ да ја донесеш кај тебе со Микаса и така натака. Кога спак и Зоки, морам да те прашам, од кого се познаваш со него? Од еден тебе? Да, ние се запознавме во еден ТВ. Буквално таму, од прв ден кога јас дојдов, он беше неинтересно. Секогаш Ама беше... кога беше млад го мразеше Зоки, сега време реални. Не го Ние сакаш. сум го мразел, не можеш да мразиш човек. Немаше некое убаво мислење за Види, него. јас до 18-та година ќе го вратам почетокот кога ми спомна за жолтата петрска боја. Јас игра фудбал. Општо познато е за луѓето кои што се занимаваат со спорт и фудбал дека не ги интересира ништо друго. Ја не знаев кој е Зоки, ја не знаев кој е Сергеј, не знаев кој е Боки. Јас Сергеј, Боки и Зоки ги видов и запознав, не ги запознав, ги видов 3 месеци пред тоа видов во Охрид, он има отворено студио. И мене ми беше интересен како човек. И сега на такво познавање нормално е да плеснеш таква работа, а за Зоки не можам да го мразам, јас не го познавам. И зошто би го мразал? Зоки е пак контроверзен сам по себе, меѓутоа кога го запознаеш човекот, Зоки е најдобриот пријател од аспект на човечност, ме разбира? Како дојде до тоа да соработуваш со Зоки, сепак тој е ко-водител во твојот подкаст? Па не е тој е наш подкаст. Заеднички? Заеднички, Тој вложи апсолутно. некој денар или? Заедно сме, тоа се интерни работи меѓу нас, меѓутоа тој е наш подкаст, тој е без лимит кој што е на Стефан и Зоки. Јас не го чувствувам. Зошто, на пример, него викте вака да соработувате, не сте говоривте, на пример, со Сергеј, или па со, не знам, Ненад Ѓорѓиевски, нашиот водител, туку баш со Зоки. Затоа Дали што дека е онака без лакта на јазикот? Затоа што сме многу различни. Затоа што кога го размислав тој концепт, нели сам си правам свое, си викам дај ќе го викнам него, он е тотално се спротивно тоа што сум јас. И управо испаднав. Каков се ти, а солидарноста. каков е тој? Па тој е таков поконтроверзен, без лакна на јазик, послободен. Навредува Се без гајле. Значи, вие со Зоки сте тотално различни и ти сакаш да направиш нешто поразлично, онака спој неспојиво и затоа го викте Зоки. Да, и тоа си И, го кажа. ама повеќе за рейтинг, така, затоа што е послободен. Види се, ако го кажаш ова, малце понижувачки звучи. Не, Вака, и слушни ме не вака. мислам да те понижам. Слушай има вака. Не. Као не ни го цениш односот така кажано. Јас ти си тука денеска за што? Не си за рейтинг. Зашто ме викна ти мене? За муабет, се разбира, сите работиме за муабет, брат, гледаност, идеме на кафе. за гледаност, за рейтинг, се Највише ме разбира. иритира тој муабет, како ја да сум нападал или некој друг злонамерно. Апсолутно го викнав за рейтинг. Ние кога сме на таа емисија, кога човек не гледа, тоа го работиме. Јас ако немам
поента, ќар, не сме гледани, ќе треба нешто да менувам. Кога ќе згасне камерата, ние сме пријатели и пиеме кафе. Дали го сметаш Зоки за вистински пријател? Апсолутно, да. Се дружите Имам приватно? многу фаленки. Какви Секој фаленки? човек има фаленки. Каква има Зоки конкретно? Поздрав до Зоки Знае Фаце. да плесне некоја работа која што не треба да ја каже така во друштво. Една трачарка е. Ама ја многу го сакам, човекот ти кажам многу искрен, многу полојален. Како може да е искрен лојален кога трачари? Па нема да му дозволиш, нема да му ги кажеш работите што не треба да ги плесни. Значи не ти е вистински пријател. Вистински пријател е Зоки, апсолутно ми се нашол и тука е до мене кога никој не бил и е многу пофер пред тебе да ја плесне некоја работа, отколку лицемерно како некој друг да збори позади грб. Како што на пример тој направи нели кај тебе во подкаст. Види сега ти кажам, секој од нас е на некој начин лицемерен. И ти си лицемерен. Секој од нас, и јас сум Во лицемерен. кој контекст? Секој од нас нешто прави позадина. Си отиде после емисијата ме нарекош манипулатор, денеска ме викаш. И ја немам проблем со тоа. Што би рекол Стефан Лазаров, се е тоа шоу бизнес, така ли? е? Ама лицемерие или не? Затоа ти кажам, па еве рейтингот, нели е тоа шоу бизнес? Ако збориме за лицемерие, тогаш ти на пример ми пишуваше дека нема да читаш коментари кај тебе во емисија, сепак читаше глупости, глупи коментари, лаги. Нема да читам коментари во кои што ќе те навредуваат. Сепак имаше навреди. Метрополис, број 1 радиомрежа. Во какви односи си со Агнеса? Органџиева, така ли беше? Никакви односи не сме. Молам? Не сме. Стварно? Бе, зашто толку чудно тоа? Па мислев дека сте пријатели. Ние сме пријатели, тоа што беше нас. Она ти гостуваше. Јас не запозна Зоки. Јас немам ништо лошо кон жената. И сум имал некогаш. Баш ми пиша пред 2-3 дена за статус еден што го објавив. Она беше блиска со Зоки во моментот кога се скара, едноставно секој по свој пат. Повеќе не се пријатели? Но ние сме биле пријатели онолку колку што сме биле заедно кога бил Зоки. Јас и Агнеса никогаш не сме излегле сами. Дали некој си бил во врска со политиката? Дали си политички ориентиран? Да, брат, држав митинг. Не, Премиере? Не, апсолутно никогаш не сум бил. Што не сум бил, види. Јас сум имал секогаш нормално е човек до 18-19 година се уште да не може да процени зрело кон што повеќе има амбиции и зрелост, дали е кон левата или кон десната страна. Десничарската страна е повеќе нели ориентирана кон национализам, патриотизам, традиционализам. Од тој аспект левичарска страна е малце повеќе со европски стандарди, либерални, ме разбираш? Например, порано повеќе сум размислувал кон тие европски вредности и стандарди, кои што изминативе 4-5 години. Жолтата боја си ја носил често и така натака. Каква жолта? Мајци, фармерчиња, жолта боја. На што алудираш? Не бе само жолта боја, па нели ти европски стандарди и така натака. Не сум носил. А не си носил? Не, те прашувам дали си Јас носил. ти кажам сега какви што е што. А инаку сега тоа што јас си ја сакам Македонија и апсолутно само си ја сакам Македонија и јавно го кажувам тоа. Исто. Тоа мене не ме прави политички ориентиран, ниту пак близок до некоја партија. Да. А годината Ти си носил 2016 жолта мајца? да, 2016 година си сликан со Павле Трајановски, мислам дека се презиваше. Трајанов, еве, дури повеќе го Ова помниш. е, па тоа ти зборам, ова И е си напишал што сте се упрпале во мровчиња. Тоа е, па тоа ти кажам, таму имам 19 години, се уште мозокот не ми размислува правилно. Јас во тој момент сакав, како и многу млади, да се случи промена. Јас не одев со таа шарена револуција, ама се погоди тој ден. Моите дома биле секогаш повеќе ориентирани со СДСМ. Анита е партиски определена И беше. сестрами. И И сестрата. тоа немам проблем да го кажам. Ама тоа е нивни живот, не јас. И тата ти кажам, нормално е дете, цел живот растено со такви идеали, да размислува во тој правец. И јас во тој момент, пак ќе кажам, немам проблем да кажам дека сум сакал промена. И сум очекувал дека тие што ќе дојдат ќе променат. И сега не Променија ли? Не сакам, апсолутно ништо не променија. Дебе? Меѓутоа не сакам да преминува ова во политика. Нема да преминува. Сакам да кажам дека за ништо не се каам. И пак да се случи тоа, јас пак истото ќе го направам. Нема да се сликам со човеков, меѓутоа ќе излезам на протест не за СДСМ, излезам Туку за да нашите- се промени. Да, Затоа нешто што во за тој момент подобра на мене Македонија, нешто така не ли ми е? се свиѓало. Да, за подобра на Јас сега Македонија. не сум за ВМРО, не сум за СДС, не сум за левица. Меѓутоа не ми се свиѓаат работите кои што ги прават. Да. Рече дека за ништо не се каеш. Дали се каеше за она случката со Латас? Не сакав да многу да зборам на таа тема, но е веќе кога зачнавме, ајде. Не се каам за таа случка,
Не можам ништо да ти кажам. Сметаш ли ти дека беше промовирано наследство во твојот подкаст? Не можам да ти На кажам таа ништо, епизода? се додека не кажам на суд. Да. Кога имаш рочиште? Рочиште имаше пред 11 се емитува на Март втори. имаш, ако не се лажам. Сега имав на 2 октомври. Аха. Ја гледавме целата емисија, следно рочиште има во ноември. Се уште немам прилика да кажам ништо таму, затоа не можам на емисија. Океј, да, те разбирам, океј. Нареден пат кога ќе ми дојдеш или јас ке тебе ќе збориме на таа тема. Јас сепак ти посакувам среќа и нареден пат да внимаваш кога го каниш во емисија, така ли е? Сепак, Зашто? затоа што Латас го каже своето прво сексуално искуство. Еј, мене ме немаш прашано за прво, ама ќе ти кажам друг пат. А што е проблемот да си го каже своето прво сексуално искуство? Па направи проблем за цела јавност. Многу Тоа е жени. мислење на јавност, дали е тоа така? Значи или ти го не. правдуваш, Латас, Не го правдам Латас. со тоа што го направил. Какво ти е тоа прашање? Дали го правдуваш? Ти кажав, на тоа ќе коментирам на суд. Ја не сметам дека е погрешно тоа што го викнав Латас. Не можам да го Не, деградирам. тоа океј, човекот е Затоа новинар. Формулирај ги прашањата ако Го, сакаш. дали го правдуваш не, тоа што го види, каже Латас, ама не, океј, чим не, ќе почитуваме одлуката на Не е судот. фер од твоја страна да наметнуваш нешто што јас не го кажувам. Ти кажеш дека ќе го искоментирам тоа на суд. На суд. А не можеш да кажеш дека јас се каам што сум го повикал Латас затоа што тој интервју траеше 2 сати и 20 минути. Тој мене ми испочитал, дај Боже утре тебе некој таков габарит кој што некој го сака, Имало, некој имало, не. Јанко, да например, ти дојде јаде во бурек. емисијава и да збори со тебе. Јанко Јади Бурек ми дошол. Он е одличен новинар. Океј, ајде сега вака ќе играме на игра. Ајде ќе Ти ти ми кажеш од твоите гости во подкаст кој ти е поумилен. Значи, подобар, поквалитетен како соговорник, поквалитетен како особа, кој ти е поумилен? Или се вика играва. кој ми е поумилен. Да. Ере вака, Стеже Велков или Мелита Ракичевиќ? Во кој аспект се мораш да кажеш така? Поквалитетен соговорник, добро, она се уште. Можеш да кажеш. Добре, двете беа водителки, Кој Снежа сметам уште дека е работа. подобар Кој ти е подобар интервју? водител, еве? Снежа Велков или Моментално. Мелита Ракичевиќ во глобала? Јас Мелита не сум ја гледал. И јас Сум исто бил бев помлад. мал. Снеже моментално ја гледам и ако веќе треба или да без да ми замери Мелита, би одбил Снеже. Во момент. Добро. А која ти е позгодна, на пример, Мелита Ракичевиќ или Марија Луиса? Марија Луис. Позгодна ти од Мелита? Тој помлада е нормално и Да не си женет, би бил со Марија? никогаш. Зашто? Не мој тип. Да. Онака само за една вечер? Не. Добро. А Бојан Велевски или Атанас Атанасовски? Атанас ми остави многу впечаток. Многу забавен, меѓутоа не можам да одвојам од нив двајца бидејќи и Бојан беше многу добар, мислам дека е едно од најдобрите негови интервјуа. Бојан ќе гостува наредна недела И кај многу мене. ми се свиѓа тоа што Бојан сам ми се јави да гостува, многу професионално од него и многу му значеше интервјуто, енергијата која што имаше интервјуто и колку беше тоа гледано и како го прифати публиката. Како бе ти се јави? Ти се јави, Стефан може да гостувам. Стефан, имам кампања, ако ти е интересна и тебе и сакаш да го споделиме тоа, дали може да снимиме? Еј, зашто не беше на промоцијата кај него? Не можев тој ден, каде бев? Не успав да стигнам тој ден. Метрополис, број 1 радиомрежа. Рубрика Брзи прашања е дел од нашите гледачи кои ги прашуваат на Инстаграм. Јас ќе ти поставам брзи прашања, ти ќе ми дадеш исто така кратки одговори, брзи одговори, ме разбираш? Конкретни Сега ќе ме одговори. наместиш нешто. Нема што да те наместам. Ја не се викам Стефан. Како дојде до тоа да соработуваш со Зоки Фаци? Тоа го одговоривме, мислам. Океј. Брзо и спонтан. Да. Ајде сега нешто да видиме што имаме на Инстаграм. Не интересира дали би го виктал Елиф Елмаз во твојот Го подкаст. викам веќе 2 години, малце е тешко заради тоа што игра во Наполи, треба да има одобрување, не се погодуваме со датуми. Зошто не го каниш Лозано во подкаст? Беше во Лазаров шоу, Лозано е малце потежо гостен и доаѓа само кога има што да каже. Го договараш преку Васко, неговиот Се менаџер? знаеме и лично со Лозано многу. Океј. Дали Мерцедесот е купен на лизинг? Не. Не? Не. Океј. Зоки ќе биде ли со него? Ова мене ме прашуваат. Не, затоа што Зоки е болен. Дали има милени артисти и песни кои му се? Два абонами со милени артисти, банкноти бандероли, нема милена песта. Оно тоа стара гарда, без аутотюн што ги Сладкар, викам јас. сладкар, Не, без апсолутно. аутотюн, она стара. Сладкар апсолутно. Сладкар ако кажеш дека е со аутотюн. Не, Сладкар не е, Сладкар од мое време, тоа ни беше на сите идол во тоа ми е време. најголем идол, најголем пријател и најголем пример. Дали Стефан е спремен да прими деца тинејџери кои имаат потенцијал и талент со нив да прават подкаст? Не. Зашто? Затоа што самиот концепт на подкаст трае 2 часа. Самиот концепт си бара гости кои што имаат што да кажат, а на млади артисти сум давал поддршка во Карпулот, на стори,
преку формати кои што се прикладни за нив, а во ситуација ако на млад артист кој што нема што да каже го ставиш во подкаст може само да изгори. Океј, како и да е, во ти реков ми рече се сите добре дојдени. Дали има омилени пејач? Добро, тоа исто прашање се подготвува, се повторува и дали имал секс до сега Стефан? Има. Не имал, а? Не. Дали планираат со Марта да прават бебе? Не, да. Ама не во наредниве 2 години. И за крај, нема да го прочитам името. Битно е, добро, ова него, ајде друго. Битно е да не се надавате кој е попаметен и да не се вреѓате, не се вреѓаме со Стефан, си правиме одлична емисија. Продолжуваме понатаму. Дали е вистина дека Лила Филиповска рекла дека не сакала да ти гостува подкаст и за да ти прави голем рейтинг? Да. Да, значи го потврдуваш тоа, вистина било. Да, така му кажам на Зоки, нема што е на Ти на Зоки му веруваш? Да. Океј. Знам затоа што имаше и нека друга работа што ја направила што е крајно непрофесионална и недругарска од неј за кога се случи латас, нема да кажам што. Поради таа работа јас немам никакво почитување кон Лила, да е здрава и жива жената. Јас после таа работа на Зоки му кажав дека не сакам да гостува, нека се тера по свој пат. Он инсистираше на тоа да гостува и јас поради него реков, еви поради таа работа што се случи, јас ќе ја имам топката како помлад, еве кажи дека лично во емисија ќе се однесувам многу Професионално? не само професионално, туку сепак колку јас да не ја сакам жената постигнала нешто и не е моја да кажувам дали она е добар водител, добар човек или што и да е, може јас да не ја сакам или не почитам, тоа е мое право. Така, меѓутоа му кажав, викни ја Лила, слободно на подкаст, ќе има професионализам, па до степена кога треба и ќе се смириме. Дали понатаму јас Ќе се бацат и дали така ќе ја натаму. почитам како човек, тоа е моја работа, меѓутоа професионално ќе се почитаме. На тоа таа одговори дека нема што ја да му дигам рейтинг на детето. Тоа дете има сега 100.000 сабскрајбери, има по 90.000 гледаност на секоја емисија. Цела Македонија ја гледа неговиот подкаст и се надевам дека ќе продолжи со незината гледаност во сели нешто. Ова беше јако. Ова беше јако. Океј. Дали мислиш дека си попопуларен од Лила? Популарен? Да. Па не знам. Претпоставам мислиш? дека и таа и јас имаме своја база на публика на која што сме им поинтересни и популарни. Ти дали Кај мислиш? помладите, да. Океј. Ова некој прашал какви односи со Лила, тоа го одговоривме сега. Некој прашал дали ја почитуваш и сакаш Лила? Не. Не ја сакаш, не ја почитуваш. Океј. Ништо Некој страшно, ништо прашал, спектакуларно. јас стварно не знам кој е човеков, мислам, имам видено некои глупости на TikTok што ми искачат, а со Ритко во какви односи е? Во никакви не се слушаме од тогаш завршивме како луѓе. Не се фалирам, отворено те прашувам, имам чуено за човекот само дека прави глупости. Кој е Ритко и што значи тој за ова општество? Види, толку е небитен за мене да не би сакал да посветам многу време наистина. А те Он разбирам беше тоа. јутубер, он тоа што го направи можеше да значи гасење на мојот канал. Јас тоа што му кажав може да се караме, може све да правиме, меѓутоа кога сакаш да ми чептеш во левот, ќе имаш проблем со мене цел живот. Така да од тој момент на страна нека се тера со животот, не знам кај што прави, како прави, имаше според мене голема шанса за да постигне нешто. Метрополис, број 1 радиомрежа. Зошто ја мразиш и од каде датира проблемот со Марија Плевнеш Пијанманов? Немам разум. Не ја мразиш. Жената е врв. Имаш кажано во едно интервју, тоа баш го гледав, дека Не бе зашо кој дека може да ја она мрази? е дека она е антидепресив. Таа е карикатура, бе, брат. Антидепресив. Значи така е. Значи таа ти е како кога гледаш некој цртан и сега постои некој си лик. И ти секогаш се смееш со тој лик. На пример, кој лик од Не нашите знам, цртани? не Скубиду, така. И сега ти не прав, не кажам дека она е Скубиду. Ова ќе биде јако. Сакам да кажам дека има некаква си изградена персона која што е смешна. Персона нон грата кај Стефан у емисија. Не бе зашто. И не, јас ја повикувам јавно подкаст. Не, ја би ја угостил. Она мене ме навредуваше, она мене и тој мажи Плевнеш ми се заканува дека ќе не знам што ќе ми направат. Јас ја јавно кажувам, јас ја сакам жената. Како што ја сакаш? Срце, како лик. Како фигура, добро. Таква Да е, не се разбереме срце е погрешно. жената, можеш да си направиш спонтан убав, може да се насмее човек. Ни треба поише А позитива. зошто таа ти има навредувано? Која е причината? Мора да има некоја Она го причина. разбира тоа што јас се смее на репликите незини кај Снежа во емисија и она тоа го смета дека ја нези и правам организирана хајка со Сергиј со Мија Костова. И дека ние Ај сме па сега Сереги испаѓа во оваа прича. Ај па и со не знам. Имаше нешто смислено во својата глава дека ние сме организирани да ја уништиме. И после тој се заканува на Мија дека е курва, дека не знам детето беше спомнато, што е стварно невкусно. Не, за дете не треба да се спомнува такво Невкусно нешто. е,
Ама ја пак ќе кажам јавно, можеш да ме плукаш, вреѓаш сатана да ме правиш. Ја сакам жената. Стефан Лазаров, ја сака Марија Пијанмано, племнеш, ова ќе биде хит. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Не знам дали уште функционира нашава TikTok сцена. Моника Стонојкова. Брат, не се карам, значи вие сте сите ненормални, живи се. Значи Еј, овој не вреѓа нас луѓето. не го сваќај лошо се зезам. Значи јас седам и правам реакција на незино видео. И јас се смеам. Ама кој е причина за да правиш Брат, реакција? смешно ми е да ти. Значи смешно е. Зашто луѓето толку со Атанас го правев тој муабет. Па и мене, еден од мојата екипа ми е смешен зашто се избричила многу во добро, мојата бе, брада и брат, сега ја се стимам да се избричам мојата брада да го заебавам. Ама не го заебаваш, што е брат, постои хумор, зезање, значи што е толку лично, јас да сватам ако некој се смее на моје видео и каже ова е сега глуп. Голема работа брат. Ја че од прв ден тој Ти го што знам. рече за Моника? Ништо. Видеото е без звук. И јас се смеев. Мислам не се смеев, А направив Моника што снимаше од тој момент? глупости. Не знам брат. Ова ќе земте да скршам. Значи не е толку спектакуларно ништо кој што така го наметнуваат. Например, Еј, би ја виктал ли Моника у подкаст? не, што ќе каже? Значи ја немам ништо лично кон нејзе. Ти ке се исклучиш на мјут ке се Ма ставиш. нема бе брат, значи види. Еви за младите, значи јас сум само многу искрен човек. Така, знаеш што сакам? Здрава дискусија. Кажи ми зошто да викнам 17 годишно дете кој што само што започна со кариера во подкаст. За да се дигне Ама рейтингот. јас ќе му направам проблем. 10-та минута. Ама Он ќе добре, каже еве, како што откаде, кажа. Што е и што сака да прави и што после. Теми, Џони, теми да видиме како На размислува тоа 17 дете. години ти да го стеш во оган. Не мора, може ќе да видиме, може убаво размислува. Не бе, Ако беше не ќе го манекенка, сечеш. сега Мија Штериовска, што е фантастично изгледа, фантастичен, има просперитет, одnosno Ти има ли добра одбиено имена. да се една манекенка во Чекај, да застани. Ајде. И сега доаѓа таа 40-та минута. Испомнуваш ти теми од аспект на дали манекенките се платени за да имаат односи, невкусно изгледа. А тоа се тие теми, што треба да го прашам јас 17 годишно девојче. Значи уште школа нема завршена, разбираш? Има формати, има в Карпул Караоке, Лара Иванова, која што е сега супер. Да. Тогаш имаше 16-17 години. Ја викнам во 15 минути испеа 4 песни, кажа кои се плановите со кои работи и доволно е. Тоа ќе го правиш со младите, ветуваш? Ама јас го правам. Така, ќе ги рекламираш младите, затоа што дефинитивно тоа им е потребно. Одеме понатаму. А која манекенка му била? Не, така им чујам бабете, не знам која. Дали ти има да... Ти како водител мора конкретно да ме чепкаш. Јас знам која, ама Кажи. што ми е Кажи, бе, кажи, познаничко, нема никој за ти ја кажам, верувај. Ти немаш муда, не јас. Нема муда да ја Ја кажам. дојдов кај тебе за да имаш ти муда изглед. Немам муда да ја кажам, што таа ќе ми се налути. Ти има одбиено една манекенка. Нема ниту еден биен. Ти има. Нема. Ти има. Дали Зоки е договарал, не знам, но ти има одбиена. Не пат може, не знам, не ми кажал Зоки. Слушај се ти, кажи ми кога веќе збориме за подкаст, дали ти имаш, ама искрено, добро, јас ќе ти испрашам. Дали имаш чуено за пеачката и глумицата Елена Јовчевска? Не. Немаш чуено. Добро. Елена Јовчевска не е глумица, ова беше трик прашање, очекував да ја знаеш. Елена Јовчевска, за твоја информација, верувам дека сите наши гледачи знаат поголем дел, е првата македонка која свири на гајта и пејачка. Тоа е реткост, жена да свири на гајда. Браво. И сега мене ме интересира, зошто, например, не ја викнеш Елена Јовчевска кај тебе у подкаст, дека е голем уметник, ја оживува, ја продолжува македонската традиција со македонски песни, например Бистер, балкански и така многу други песни, свири на гајда, туку викаш, например, некој кој што нема ништо постигнато во животот, нема ниту една песна, само пее многу пати. Па, например, како Марија Луиса. Например, Марија, за жал, се уште нема песна, кога има песна, јас реков дека ќе ја направам и јас ќе ја промовирам. Но, например, Марија до сега нема ниту една Јас песна. тоа можам да го кажам и за тебе. Зашто сум те викнал тебе? Јас ја направена цела сезона. И? И можеме пак да збориме. Еве го тој момент кој што... И јас сум, например, Ти немаш ништо постигнато во животот. Имам. Се уште за да можеш дали да бидеш толку битен гост ни правиме мовет. Тебе те викам со цел да промовираме кој си што си работа, да ти дам поддршка. Во оваа ситуација јас се извинувам, но не ја познавам
И апсолутно после овој интервју ќе погледам кој е. Тој концепт кој што е Лазаров подкаст е за такви луѓе кои што збориме малку на посериозен начин, а без лимит е концепт во кој што викаме луѓе кои што се послободни, како ти. И сега ситуацијава апсолутно ме тераш да кажам зошто не викам млади, на кои што им треба поддршка, во другото прашање ти е зошто па викам луѓе кои што немаат ништо Не, постигнато. добро, искрено те прашам. Дали мислиш дека викаш, на пример, мене ме викта да бидеме реални само ради мојот стил, да биде интересна Не. емисијата? Јас тебе ти А поставив. Марија Луиса, на пример, ја викна затоа што да бидеме реални ради порно видеото. Дали, на пример, тебе ти е битен рейтингот со интересни теми кои што ќе го заголицкаат секое уво, или па тоа е многу Ти го поинтересно? кажуваш. Јас Дали така те не гледам прашувам, на дали мислиш така? Јас така не гледам на тоа. Не. Сериозно? Јас ја викав Марија затоа што е послободна девојка во без лимит. Меѓутоа сепак ја вика Марија затоа што има искуство, работи естрада, има приказни од Еве, Елена Јовчевска, да се ако докаже. извини. Да, работи во естрада, има што да каже. Тебе те викам затоа што си апсолутно контроверзен, интересен лик кој што знае најчесто да даде на многу теми мислење и точно ти поставив, да кажеме да го наречеме тест, каде што сакав да покажам видео каде што тебе ти мутирал гласот. Доколку во тој момент ти не покажеше его и го разговаравме тоа дека не го сакаш тој дел од животот. Јас тебе Не го сакам, само се ми беше срамиш. срам од видеото. тој момент. Јас тебе сакам да ти А за таа продукција ми дужи пари, како што сакав, реков не е и тебе, битно за така тоа. да. Ништо лошо немаш направено. И јас во тој момент сметам дека доколку си искрен, Ама ти не ја знаеш Елена Јовчевска, единствената македонка која свири на гајда. Добро, не можам сите да ги знам. А слушаш македонска музика? Слушам и не ги знам сите, ти ги знаеш сите. И ги скоро сите. Браво, тоа Скоро си сите. многу поинформиран од мене и ќе бидеш подобар. Океј. Браво. Ама Елена рековме ти ја виктаме. Океј. А што би имал ти попрво? Мене тоа ме интересира. Ќерка, пред се сакам да се извинам, но сепак се уште не си родител. Што би имал попрво? Ќерка која е проститутка или па син кој ќе биде хомосексуалец? Ни тоа, ни тоа. Мораш едно да одбереш. Што е полошо да имаш? А ти што би избрал? Јас да имам син кој е хомосексуалец. Добро, јас Затоа не што сакам. проститутка не е нормална работа. Тоа ќе се добијат заразни болести и така натака. Добро, јас Тој не не е сакам пример. ни тоа, ни тоа. Ама мораш да Не одбереш. морам, не можам да изберам ни тоа, не поддржувам ништо што е такво, а апсолутно поддржувам луѓе кои што се хомосексуалци, геј, лесбека, тоа е нивна сексуална определба и може да прават Стефан, што затоа сакаат. што ако не поддржуваш, ако во нашите училишта сепак не се збори на таа тема, децата од мала возраст ако не знаат, тогаш ќе бидат како мандар. А што му фали на мандар? Па сепак со заостанати мислења и злобни и прости за ограничени мислења. Види, Децата тоа тогаш е ќе твое бидат. мислење, мандар за успехот што го прави за тебе, можам да кажам дека е Роберто Карлос. А ти во твоја ситуација можеш да имаш за него мислење. Он направи успех кој што го направи, има сериозно Со поголема тоа што поддршка. признава дека користи дрога? Не знам такво нешто, јас не сум чул. Може Јас се- имам гледано може да емисија, се- друга емисија, може да наш се колега ја заебава. води, не, со отворено се кажа дека користел дрога. Све освен хероин. Ти можеш И да... тоа е за мене, како го рече човекот? Роберто Карлос. Роберто Карлос, тоа е за Знаеш кој мене. е Роберто Карлос? Не знам кој е Роберто. Не Карлос. знаеш Роберто Не знам, Карлос? Не знам кој е. Мора да гледаш фудбал, малку. Да. Што беше Човек се- што користел дрога за мене бил Роберто Карлос. Јас во животот никош не пробал освен цигри и алкохол. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Ајде сега да се расположиме со оваа рубрика. Сум се забавил со неполнолетна девојка. Сум или не сум? Сум кога сум бил неполнолетен ја. Океј. А ако си бил полнолетен? Не. Барем, ова го одговорим, мислам. Во животот барем еднаш сум се снимал како сум водел љубов, тоест секс. Сум се снимал. Следно прашање? Да, го одговори. Сум платил барем еднаш за секс во животот. Никогаш. Не си платил? Не. Колку години си со Марта? 7 реков. Значи ти си релативно од млади нозе со нејс. Да, до моја 19-та година, он имаше 16. Не бе да плаќаш за секс, ти си плати за секс. Од 19 си со Марта. Да. Значи дефинитивно си бил со неполнолетна девојка. Не да, уствари, така ќе му да. Така. Така да друг пат размислуваме затоа што гледаш. Право си, најболje си. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје.